Здраво на сите! Јас ќе бидам краток и прозаичен, овие инспиративните работи ќе ги оставам на луѓето што ќе зборуваат после мене, така што мојот вовед ќе биде во насока на искажување на благодарност за проектот кој што денеска го представуваме. Овие настани обично и започнуваат со пригодни говори, така да ова е мојата така наречена воведна благодарност. Се заблагодарувам председавам на сите учесници во овие филмови. Филмот е сепак тимска работа, посебна благодарност до Костадинка Велковска и Лазар Ристовски кои што денеска се со нас. Актерскиот тандем од филмот Јазол, кој што по завршување на церемонијата ќе можеме да го погледнеме, кои што најдоа време да дојдат и да присуствуваат на овој настан. Благодарност до сите учесници во овие 4 филмови што денеска ги гледам тука меѓу нас. Значи, еве го Гичо е тука, Pero Арцовски, кој има тука Илија Пеовски да биде преска, едно го будем го спомнавме, има повеќе. Спасе Тасевски беше тука, сега веќе него ги гледам. Меѓутоа има повеќе од Коле, еве го Коле, моловна бригада Коле. Да се заблагодарим на Министерството за култура за поддршката за реставрацијата на опусот на Кирил Ценевски, на Клик филм од Загреб, кој што ја извршија дигитализацијата и реставрацијата на филмовите, до Душан, го видов пред малку, кој што со чија што помош ги објавивме DVD-ата, до маркетинг агенцијата Ovation, која што е секогаш зад кинотеката и ја поддржува и која што го изработи дизајнот на DVD изданието. Мислам дека направивме убав дизајн заедно со нив. Посебно до дизајнерот Александар, кој што требаше да дојде тука, меѓутоа не го гледам во моментов. На сите вработени во кинотеката им благодарам, кои што вложија 100% во овој проект, посебно на Игор Старделов, раководител на Филмскиот архив, и Александар Трајковски, кој подоцна Александар Трајковски што така ќе биде вклучен во оваа презентација и ќе објасни малкуцка повеќе за процесот на реставрација. Тихомир Кашмицовски и Киро Велков секако, и на Стојан Синадинов кој што го уреди буклетот. Да се заблагодарам на продуцентското предпријатие Вардар Филм. Ние сите порано бевме дел од тоа предпријатие и Киро Ценевски во ова предпријатие ги сними и неговите 4 играни филма и повеќе документарци секако. Им благодарам и на сите на кои што ќе заборавам да им кажам благодарам во мојата речна благодарност. И пред некое време видов дека во нашата програма за следниот месец ќе игра Жили Джим на Франсоа Трифо. Значи, знаете, во филмот се работи за еден љубовен триаголник, меѓутоа еден од ликовите во тој триаголник е изоставен во насловот на филмот. Тоа е Катрин. Така да ние сме сите тука со особена почит, благодарност и љубов кон Кирил Ценевски. Меѓутоа, тој не е со нас, што не значи дека не му даваме голема поддршка.
Јас ја сваќам како еден времеплов, со кој што можеме да патуваме низ времето, и затоа во моментов ќе видиме нешто, некои од вас сигурно ќе се потсетат на тие моменти. Ќе се вратиме во 79-80 година, во времето кога е сниман филмот Оловна бригада, и на тој начин ќе го надоместиме и отсуството на Кирил Ценевски. 5 минути ќе погледнете, потоа продолжуваме со Владко Галевски, и по Владко Галевски следува објаснувањето за реставрацијата со Александар Трајковски. Сега ќе го погледнеме она што сме ви го спремили, што го најдовме во нашата архива. Фала ви многу. Кирил Ценевски, светогледот на еден режисер, така го насловив овој текст, кој нема да се занимава со фактографија, библиографија или други аспекти на творењето на филмот, се обидов да навлезам во некоја поинтимна ретроспекција на ликот и на оно што го правил Кирил Ценевски. Професијата режисер е да знаеш да бараш нешто да се направи, а не да покажуваш како нешто се прави. Никогаш нема да ги учиш глумците како да глумат, снимателот како да снима. Правило кое Ценевски го запамети од едно од предавањата на американскиот продуцент и сценарист Роберт Вајс. Ценевски е самосвесен човек и уметник. Причините за својот креативен рез делумно ги наоѓа и кај себе, но и во некои објективни околности. Тој го врза филмскиот јазол, за кој никогаш не го најде дамакловиот меч, за да го пресече. Може ли оттаму е неговата понатамошна тивка резигнација, неговиот креативен пацифизам, неговата уметничка дефанзива? Тој буквално сам се избори да влезе во филмот како аматер во друштво на Окан, на Карлос Феро, на Линденка, на Коле Малинов, со луѓето од својата генерација, со Стефче Ацевски, Забор Хаджиманов, па подоцна како асистент во ТВ Скопје и асистент на белградскиот режисер Слава Љуб Стефановиќ Раваси, кога неговата ревностност и агилност Раваси ќе ја пофали со реченицата: ако ви се волку талентирани асистентите, какви ли ви се режисерите? Но со своите филмови Ценевски е бунтовник. Бунтовност насочена на не кон човекот, не кон луѓето, туку кон системите, кон прагмите, кон конвенциите. Неговите филмови се отпор кон рамките кои ја лимитираат уметноста и животот. Тоа го покажа во третирањето на поезијата и поетите на Струшките вечери. Веќе во тие документарни портрети и прилози Ценевски прави концептуален исчекор, користејќи декомпонирани и скратени форми, внесувајќи духовитост во злодевноста на симпозиумите, и кога поетите зборуваат на тема што е поезија, а потоа на истата тема на плажа или во кафеана, и празните столици во салата за симпозиум. А следното утро ги снима како се протегаат и процеваат на балконите на хотел Палас, а во фон оди нивната поезија. А документарно ги портретираше Струшките венценосци
Eugenio Montale, Leopold Senghor, Hisni Daglarđa, Rafael Alberti. U 70-te godini se pojavija filmovite Pet lesnih parčinja na Bob Rafaelson, Psivo slama na St. Peckinpah, amerikanski vojnik na Fassbinder, Zamka 22 na Mike Nichols, Vreme na surovo su filmovite. За разлика од филмовите, кај Кирил продолжува. Тогаш почувствува дека од ова поднебје може да се изнедри филмска приказна за суровоста, жестокоста, поетиката, онака без резерви и скрупули. На неговото уметничко патешествие тоа ќе биде главниот курс. Насловите на неговите филмови сликовито зборуваат за жанровската разноликост и тематска конзистентност. Црно е бојата што е доминантна. Јадот е човековото проклетство. Оловно тежок е патот по животните коридори. И јазолот како метафора на компликуваниот свет во кој живееме. Таква е перцепцијата на душевната и физичката тесковност кај режисерот Ценевски. Речиси пред 30 години во една прилика ми рече: чувството за припадност на еден народ не може да го градат политичарите. Нивна задача е да создаваат услови во кои тоа чувство ќе се гради. Неверојатна антиципација за актуелните предвидувања денес во Македонија. И ќе додаде: политичарите треба само доследно да ги применуваат инструментите кои се користат во цивилизираните држави, а со кои ќе го штитат идентитетот на една култура, наследството. Ценевски пред Црно семе беше миленик, по Јазол беше во немилост. Ама неговата оставштина го победи времето, ги фрли во заборав неговите опоненти и лицемери. Овој потек на дигитализација на 4 филмови на Кирил Ценевски на кинотеката е вистинскиот доказ за тоа што пред малку кажав. Уметноста едноставно не може да се уништи, или како што Роберт Бресон, омилениот лик на Црвенковски, вели: екранот нема лимит, нема рамка. Во таа смисла, за Ценевски, филмот е цивилизацијски диалог. Уметноста на Ценевски едноставно не трпи ниту ламентирање, ниту еуфорија. Таа е само силен аргумент и документ кој е вечна борба со кичот и невкусот, чисто и вредно културно наследство. И за крај, веројатно повеќето од вас, а особено господинот Пејовски, Илија, позната и неприказната зошто во Црно семе нема музика. А се планираше, дури беше прелиминарно договарано и со Теодоракис да ја прави музиката. На крајот се испостави дека Илија Пејовски ќе ја прави. Сепак, конечното решение останува на одјавната шпица да води песната «Со маки сум се родила». И на една затворена проекција пред премиерата, Кирил Ценевски констатира, односно забележал дека некој во публиката пролеал солзи и децидно барал музиката да се отвори. Јас не сакам да се плаче на мојот филм, тоа е негова изјава. Така Црно семе остана без ниту една нота. Музиката во Црно семе ја правеа копачите, штурците, брановите и тишината.
Голема чест е да се биде дел од проект како од овој вид дигитализација на филмското творештво на Кирил Ценевски, кој што е пред се автор кој што мене лично многу ме инспирира, верувам дека и повеќето тука, и оваа работа јас како и останатите во тимот ја земавме доста сериозно и се надеваме дека остваривме добар резултат. Процесот на дигитализација на филмовите, како и сите други процеси кои што сме ги правеле во изминатите години, започнува во Кинотеката на Македонија со сложениот процес на селекција и компаративна анализа на материјалите кои што ги имаме. Во меѓувреме во позадија може да видите делот пред потоа од материјалите кои што сме ги реставрирале. Додека зборувам за останатото, значи во Кинотеката ние неколку месеци вршевме анализа на тоа што имаме од материјали за реставрација и за наша среќа, па и среќа на сите други, имаме ретка шанса да ги имаме сите оригинални негатив слика, кои што се во сите стандарди се идеалниот материјал за правење реставрација, бидејќи е најстариот материјал и има најмногу информации. Откако успеавме да избереме вистинските верзии, вистинските материјали, тие се испратени во лабораторијата во Загреб, Кликфилм, во која што работат експерти од областа на дигитализација, и таму нема да ги објаснувам во главно процесите, само ги набројам. Значи е направено скенирање на ARRI-скен во 3K резолуција, која што генерално е оптимална резолуција за филмови кои што се доста сочувани како овие. За постари филмови се користи веројатно посилни скенери, меѓутоа ова е идеалната. Значи и се изработени DPX секвенции со резолуција околу 2700 на 2300 пиксели, кои што се архивирани во Кинотеката како некој дигитален негатив од таа реставрација, и тие ги имаме на LTO ленти и се сторирани кај нас. После скенирањето, DPX секвенциите се префрлаат на процес на дигитална реставрација, каде што поминува стабилизација на слика, дефликеринг и сите и мануелна реставрација, кој што е процес фрейм по фрейм и се чистат сите оштетувања на сликата, после што доаѓа колор корекцијата и тука завршува тој лесниот дел, би рекол, од работата, бидејќи потоа настапуваме ние кои што постојано треба да вршиме контроли на секој кадар, на секоја сцена, за тоа дали е добро почитано светлото, дали е погодена атмосферата и тонот и слично. Значи тој процес беше најголемиот дел и веројатно и најсложениот процес, бидејќи ние требаше да се водиме од материјали кои што не се филмски материјали. Значи зборуваме, беа консултирани книги на снимање, сценарија, фотографии од снимањето, се со цел да доловиме што е можно поблиску првичната идеја на авторот. Бидејќи копиите кои што ги имавме преживеано од тие филмови се до некаде добри, меѓутоа добар дел има падната илузијата и не може да се добијат тие информации. После долг процес на, да не речам, пинг-понг, праќаат материјали на нас преку сервер, ние ги прегледуваме и праќаме исправки. Тоа траеше неколку месеци. Имавме неколку патувања во Загреб и назад, на лице место да се средат сите проблеми кои што сметавме дека постојат, и веќе на крајот на годината, декември, како што според нашата динамика беше планирано, процесот е завршен, ние конечно ги одобривме материјалите и се изработени конечно дигиталните копии на DCP, македонска и англиска верзија. Направени се заштитни копии исто така во DPX на LTO ленти, кои што се сочувани кај нас. И крајно и најважно да сите нас ги имаме направено овие DVD-а,
кои што се веројатно најопипливиот доказ за работата која што сме ја завршиле и кој што сите можеме да си го имаме дома и да